големи заслуги, во Битола се изгради денешниот клинички центар, кој своевремено беше вбројуван во најсовремените медицински капацитети не само во Македонија, туку и на просториите на поранешна Југославија па и пошироко. По завршувањето на докторската кариера, Котевски се посвети на науката. Ова е приказна за човекот кој навистина има заслуги за развојот и на здравството и на науката во Битола. После тоа отидов на специализација по очни болести во Скопје и Загреб, и во Загреб во 1956 година ги завршив специјалистичките студии. После тоа се вратив поново во Битола и го отворив првото очно. Дотогаш во внатрешноста немаше, постоеше само очна клиника со еден одреден број на лекари и тоа беше прво очно оделение во Република Македонија. Оделението во почетокот беше со еден лекар, во не добри услови на работа, во една приватна куќа, во старата болница некогашното Богословие, а покасно се отворија услови за една нова градба, каде се префрли очно оделение, имаше поголеми можности. И на крајот, као лауреат, иди новата болница, каде што имаше одлични услови за работа. Во почетокот имав не еден лекар, а покасно на оделението дојде уште еден лекар, тоа беше колегата Дочовски, кој, нажалост, многу рано почина, а покасно идат лекарите, Коњановски, кој подолго време се задржа, па онда доаѓа Бојаджиев, па Чипуровски, Кочовски, Олимпија и другите помлади лекари. Во тој период очното оделение почна да се развива као врвна институција. Благодарение на работата на нашите лекари, на активната работа, пратењето на стручната литература и голем број изазови во тоа време и посета на клиниките во
градовите во тогавашна Југославија, Загреб, Љубљана, Белград. Исто така усавршување во големите центри, Париз, Лион, Виена, Одеса, Москва. Се отворија многу изазови со тоа што очното одделение почна да ги остварува своите најврхунски идеали, да остварува врхунски третмани на болните. Со тоа афирмацијата негова стана и стана едно од водичките очни одделења, не клиники, очни одделења во Југославија. Во тој време, во тој период, очното одделење под моје раководство уведе неколку нови, единствени во Република Македонија. Опремата за заштита на слабовидноста, се донесува првите апарати, тоа се синоптофоро, плеоптофоро и така, и се удрија првите темели за заштита на слабовидноста кај малите деца и кај повозрастните ученици, и со тоа се ударија темелите на србологијата во Република Македонија. Во 1953 година уведовне една нова метода. Првото ехо. Во Република Македонија немаше ехо и ние бевме првите кои што во тој период и уведовне таа метода, така да имавме пациенти скоро од цела Република. Покасно, една нова диагностика, која беше изазов за сите, а тоа беше лазерската техника. Во 1980 година ја уведовне и лазерската техника. Значи, први лазер во Република Македонија за лечење на очни болести. Пациенти од цела Република. Се афирмиравме као голема институција со тоа што можевме да примаме пациенти од сите делови на нашата држава и да им даваме заштита со лазер техниката. Тогаш беше непозната, дури имавме студенти, сакам да кажам да имавме студенти дури од технички факултет кои што немаа видено лазер. Тоа е прв пат лазерски зрак кој што беше пуштен во практична цел. Иначе, лазерскиот зрак, малку као една увертира, може да ви кажам, прво го спомнува во својата квантна теорија Ајнштајн, покасно му требаше да поминат едно 20-30 години, да тројца научници, еден германец, еден канаđани со германско потекло, еден американец и еден русин, и тројцата добијат Нобелова награда за лазерот, кој покасно најдува практична примена во сите дејности, па и во медицината. Покасно, очното одделение почнува да работи и по усавршени методи, уведува нови оперативни методи, трансплантира корнеи, се зголемува бројот на пациентите, доваѓаат од цел регион, нарочито кога се отворија можностите, смештајните услови со новата болница, кај што имаше високи хигиенски услови, стручен кадар и опрема, така да очното одделение беше стално полно и изазов се повеќе и повеќе. Дори имавме и пациенти кои што од соседна Грција, кои што иде кај нас да се оперира, а за атракција во тоа време ја обележа и штампата, имавме и пациенти дури од Либија. На еден висок функционер од Либија, сестра му беше донесена тука, мислам, тогаш Димитар Димитровски даде една голема репортажа во Нова Македонија, такец названа во Битола, за барање од либиската влада да ја оперираме ние тука. Му предлагавме Скопје, не Битола. Така очно одделение имаше тој имидж, лекарите беа одлични, сите се залага во тој период, и се работеше и научно-стручно поле. Можам да ви кажам, јас во овој период имам написано околу 80 стручни трудови, кои се публикувани во голем број наши и странски списанија и изнесувани на европски и на светски конгреси. Сум учествувал на 8 европски и на 6 светски конгреси со своји реферати, кај што на сите реферати во тогавашна Југославија пиши Битола, Македонија. Така да ние истовремено, поред афирмација на здравството, поред афирмација на струката, работевме и афирмација на градот.
Сакам да кажам и еден момент кој што беше многу важен. Почнавме во тој период да се занимаваме и малку со научна истражувачка работа. Јас во тој период ја пријавив докторска дисертација и бев првиот доктор по медицински науки од натрешноста. Во Скопје имаше доктори по медицински науки, али во натрешноста немаше. А по офталмологија, по очни болести, пошто ми беше дисертацијата, немаше ни клиниката. Јас бев првиот доктор по очни болести, тема медицина, така да афирмацијата и на медицинскиот центар, на здравствената служба и афирмација на градот. Нешто посебно сакам да кажам, да темата тогаш што обработувавме беше слепилото на Македонија. Обработевме неколку теми кои што беа карактеристични за нашиот регион, југозападниот регион, а посебно Битола. Тоа се травматологијата на подручјето, значи повредите на очите на подручјето на овој регион, онда токсоплазмозата, тоа е едно заболување на очите кое се јавува на овој регион, тоа е Битола, Демир, Хисар, Ресен и така. Поред тоа, работевме на еден проект заедно Битола Прилеп, тоа се промените на очите кај тутунските работници кои што работат во ферм коморите на големи температури и со големо испарување на никотински пари. И ние во тој смисол дадовме еден така допринос малку и на локалната патологија да ја обработиме. Нешто посебно што во тоа време така не привлекуваше, а и јас како лекар ја засакав офталмологијата, можам да кажам, офталмологијата можда мало е окото, тоа е исто као да работиш на еден мал орган, али многу минимален, многу прецизен, али 80% впечатленијата од надворешна средина се примат од преку окото, преку видниот орган. И ќе кажам, уште во старата митологија, старите Грци, има офталмија, богињата на видот, на светлоста. Мајката медицина имаше многу ќерки, али најсаканата и најубавата беше офталмија. И затоа можам да кажам, читајќи покасно и митологија околу очните, окото како тако, окото и светлоста, окото и мозок и така натака, окото е централни орган, сите впечатлени од надворешниот свет, 85% се примат преку него и се носат во високите мождани центри. Покана клиниката за очни болести немаше раководител, ме поканија од Медицинскиот факултет и Министерството за наука и владата на Република Македонија да бидам директор, да исследам работите на очна клиника. Бев 2 години раководител на таа клиника, уведов еден нов ред, уведовме нови работи и во тој период научна клиника први направи еден захват кој што во мојата номенклатура, во моето сознание требаше во Битола да го направиме во Скопје. Први вградивме очна леќа. Дотогаш во Македонија не се вградуваше, се пушта нашите пациенти или во Белград или во Софија. Тогаш во Скопје беше обладено печато и тогаш рекол, тоа беше 87 година. 87 година, рекоја на Медицинскиот факултет,
еве го Серафимов уградува кук и доктор Котевски дојде да угради очна леќа. Покасно излезе законот за да се пензионираме, рекол со 60 години не можеме понатаму да работиме и така во тој период јас си заминав во пензија како пензионер, макар да и после тоа активно работев, пишејќи реферати, настапував уште на 2 светски конгреси и се зафатив со еден многу проблем кој што секогаш ми стоеше на својата душа, а тоа беше формирањето на Висшата медицинска школа, со кое ги поставив темелите, бидејќи немав ни никакво искуство, ги посетите сите висши школи во тогашна Југославија, ја организиравме, направивме наставни програми и се удрија темелите и на висшето образование за медицински сестри, кое дава перспективи за отварање на медицински факултет. И на крајот ќе завршам. Поред љубовта кон моето семејство, кон моите блиски и така натака, имам 2 големи љубови. Едната е медицината, офталмологијата. Значи, до краја на животот и уште како пензионер толку години се занимавам и пак не можам да ја напуштам. Тоа е офталмологијата. И втората голема љубов, тоа е градот Битола. Зашто офталмологија? Имав стар дедо, Коте. Јас како дете, како ученик во гимназија, ми се чини во нижите разреди во гимназијата. Во 40-та година беше правена операција од катаракта, а во Битола имаше тогаш 20 приватни кои што имали многу неуспели операции, многу компликации. Тоа бе стари лекари, се бореа према своите знања, тоа беше Ставриди и Скантели. Он има своји приватни ординации и има и соби кај што лежеа болните. Не им беа добри резултатите и луѓето се плаше, оде во Скопје. Мојот покојни дедо, Коте, отиде во Скопје да се оперира, идеше од Белград еден професор. Нажалост не му успе операцијата и го изгубе едното око. 43-та година, јас веќе малку повозрастен ученик, така размислував, и татко ми го однесе во Софија. И во Софија операцијата успела. И од тогаш се створе, можда така, во моето размислување покасно, една љубов кон медицината и кон офталмологијата посебно. Така наречената нова болница, бидејќи старата болница беше во градо, во зградите на некогашното Богословие. Идејата за градба на нова болница постои многу одавна, и како и меѓу здравствените работници, лекарите, медицинските сестри и така натака, така и меѓу населението. Затоа што условите за лекување на болните беа ограничени, мали и недоволно опремени институциите за да може да пружат поголема заштита. Така беше болницата мала за време Краљевина Југославија, за време окупација истата болница, после ослободувањето се прави еден поголем захват, сите згради на некогашната Богословија стануваат општа болница Битола. Во тие згради се во главном кардиналните оделења ставени, и то интерно, детско оделење,
хирургија, гинекологија. Покасно се отварават и другите оделенја као со подоцен термин на работа, бидејќи во прво време и немаше такви специјалисти. Идејата, пошто беше многу од поодавна, се бореа многу генерации, се покушаваше преку министарства, преку донации, али не можеше да се постигне финансиска конструкција. Во 1950 година Министерството за здравство на Македонија донесува една одлука да се гради една болница и во тоа време се формира и комисија за изградба на болницата. Во тој период директор на болницата беше покојниот професор Христо Дума. Комисијата почна со припреми, се формира комисија да го одреди местото, локацијата, каде ќе биде. Комисија во состав на неколку професори од медицинскиот факултет, начело со професорот по физиологија Бидаковиќ, дојдо и од овој дел го одреди ова место кој најпогодно за болница. И одредува и ружата на ветровите, како помалку да има ветрови и така, и го одредија местото да биде тука болницата. Јасно, тоа беше само идеја. Понатаму, со мали средства, отпуштени од Министерството, требаше да се изготви идејниот проекат. Идејниот проекат во Битола и во Македонија немаше такви стручњаци, се отиде во Белград. Во Белград познатиот професор Клиска, кој што предаваше на архитектонскиот факултет, во главном изградба на болници, домови здравја, здравствени установи, архитектонскиот факултет го изграде идејниот проекат. По завршувањето на идејниот проекат требаше главниот проекат. Главниот проекат исто го дадовме во Хрватска, во Загреб, и они ни го направија главниот проекат. Кога ги собравме документацијата, Министерството за народно здравје ни отпуштени известна количина на средства за да можеме да отпочнеме со работа. Поред тоа, фондо, односно во тоа време Заводот за социјално осигурање, одредуваше еден дел од средства да ја потпомогне градбата на новата болница, бидејќи условите за лекување на болните беа катастрофални. Во зимско време чадат собите, не може да се одржава паркето, не може да се загреат, нема вентилација, во една соба по 12-14 болни и не може да му се пружи одговарувача нега. Во тој смисол се почна поинтензивно да се гради. Почна да се гради малку првото А крило, тоа е онај дел од операциониот блок, и на тоа место почна изградбата со тие мали средства. После една година и пол, две, дојде до застој на работите, немаше средства, Министерството мали средства отпуштуваше и почна да се размислува за конзервација. Болницата да се конзервира. Да се конзервира, да не се гради, кога ќе дојде подобри времена. И сега, најголемата активност почнува во 1966 година. Во 1966 година се формира едно тело на ниво на град за изградба на болницата. Влегоа видни личности во градот кои што сака да поможат. Председател на организациониот одбор беше Димче Грданов, познат банкар, економист и така натака. Во тоа тело влего подпредседникот на општината, директорот на заводот, се формира едно тело, директор на медицинскиот центар, кој што треба да изнајди можности за финансирање на градбата. Почна да се тропа по разни начини за да се дојде до средства. Во тоа време беше прилично актуелно самопридонесот. Имаше самопридонес за Домот за културата и за спортската сала. Кога требаше да се распиши новиот самопридонес за здравството, за болницата, имаше поделени мненија. Од една страна, дел од факторите, комитетот и некои други беа против, и синдикато,
општината и социјалистички сакаја и во тој смисол референдумот ни пропадна. Арнома, организацијниот одбор не седеше тука. Даде апел до населението и населението излезе со ваков предлог. Даваме сите вработени во градо, даваме по 2 дневници од своите плати. Сите пензионери се одредија исто така по 2 дневници. Голем дел од предпријатијата во тоа време кои што беа добри, сите дадоа придонес. Од тоа Жито Битола, Монополо, фрижидери, шеќерана и така натака, сите прехрана, сите помогна изградбата на болницата. Али што беше најинтересно? Овој дел ништо не постоеше. Постоеше расцепкано, имаше некој нивчина, имаше лозјенца, имаше остајни така места. Се почна да се експроприра. Општината седе на себе да ја плати експропријацијата, кој што беше за ефтини пари, и луѓето кога ги повикувавне, значи колку голем беше ентусијазмо и колку е широка душата на македонскиот човек, кој ќе викневне, колку имаш ли едно нивче, има 200 метра, колку? Колку ќе дајте, ако не е ништо, што ми е за болницата, ете така го давам, а тоа му е платено со пари. Значи широка душа на македонскиот човек, кога се работи за здравство, за заштита на здравјето, се откажуваше и од оној мал дел што треба да го добие. После експропријацијата, која што прати општината, дојдовне во криза со средства. Одевне да тропаме и сега можеме да тука да цитираме на работа. Објектот беше голем. Овој објектот е 32.000 квадратни метра корисна површина. Најголема смелост рекол на Битола. 32.000, али по специфични услови. Тука треба посебно air condition, треба во салите да има посебно одредена температура, одредена влажност, антисептичност. Значи, немавне искуство на градба на таква голема зграда со специфична намена. И во тој смисол се обративне преседатело, кој што во тоа време многу имаше визија, многу ни помогна, Мито Пеовски, го викна генералниот директор на Пелагонија. Во Битола немавне капацитет да изградиме таква и он својата оператива ја насочи кон ова. Тоа беше објектот кој што крајно кога го изградивне кошташе околу 6,5 милиарди динари, во тоа време големи пари кои што не може да се соберат. И пошто немавне ние средства, а законот викаше прво обезбеди средства, депонирај ги, па онда гради. Тука помогна исто така факторите на градот. Службата за друштвено книговодство, во тоа време директор беше Алеко Петановски и некои други, вика, ние ќе замижиме што ми е за болница. Така, понатаму тече работите и почнавме да ја градиме болницата со еден засилен темпо. Али, требаше средства обезбедување. Не се седеше. Главниот визионер на финансиите, кој што даваше и инструкции како, тоа беше нашиот познат битолчанец, доктор Ѓорги Михајловски или Ѓоре Михајловски, тогавашниот директор на Заводот за социјално осигурање. Конструкциите со него беа такви што он сите средства што ќе се обезбеде од сите фондови, од фондот за пензии, од фондот за здравство, значи остатоците што ќе останеа, од фондот за детска заштита, детски додаток, се ги пренасочуваше кон болницата. Поред тоа, земавме и на зајам средства, обезбедувавме еден добар контакт со Републичкиот завод, ни даваше по зајмица, пример во тоа време, од 500 милиони, 1 милиарда динари, да ги користиме цела година и на крај на 31 да ги вратиме и пак другата година да не ги дај, за да можеме да ги оплодиме ние, купувајќи лекови поевтино и така. Втората работа која што треба вака да се поздрави, тоа беа известни донатори. Као голем донатор се показа Министерството за финансии, односно владата, со една одлука.
Министр за финансии во тоа време беше добар економист Драган Закариевски и тогаш ни овозможија 700 билиони динари кредит. Кредитот требаше да го враќаме еднаш годишно, али после можам сега стварно да речам, оти човек кој беше со голема визија и го сакаше својот роден град, кога си одваше од министар, рече, не викна и рече, овој кредит од 700 милиони динари ќе ви го бришам. Тоа ви е поклон ваш за болницата. И тие пари остана во болницата. Поред тоа, медицинскиот центар му е даден на општината местото кај што е сега Кулите, тоа е старата болница, му го даде на општината и му даде овде специјалната болница кај што се, како и вика, недопирливи и не знам што. Тие две места му ги даде. Општината на општи собор донесе одлука 1 милиарда динари да ни дај за изградба на болницата. Градбата траеше све до 72 година кога ја пуштивме болницата. Но тежок период. Скоро 1000 састаноци имавме со инвеститори, со извоđачи, со градишни работници, градишни фирми и така натака, али на крајо јуначки ја издржавме сите тука. И телото што беше за изградба на болницата, кај што стоја градските фактори, а и ние медицинскиот центар. Ние медицинскиот центар со фондот за здравство, односно Заводот за социјално осигурање, инвестиравме во болница скоро 2,5 милиарди динари. Сите тие пари прават едно голема смелост, значи голем залак, и Републиката која се чудеше како се Битола се западе со на таква голема работа. Болницата, значи, има 32.000 квадратни корисна површина и заразно оделење кое е таму преко, као посебна зграда. 36.000 квадратни метра корисна површина дадени се на услуга на градо и на здравствените работници. Тоа беше нешто невидено. Бидејќи Битола доби еден таков објекат, идеја да го гледат. Прво, тој објекат требаше сега да има и адекватна опрема. Опремата изнесуваше околу 800 милиони динари. Тогаш направивме еден заеднички договор, се градеше и војната болница во Скопје и болницата во Куманово. Заедно настапивме. Опремата беше најсовремена, рентгените беа Филипс, анестезијата беше Дрегер, значи најводечите фирми во Европа, од Германија, од Франција, од Аустрија, беа кај нас тука лоцирани да ни дадат најдобра понуда. Нашите стручњаци отидоа поќе пати таму, ги посетија, договорија, оно што беше најсавремено го зедовне.
Ни предстои поред годишното собрание, ни предстои јубилео. Тоа е голема работа. Најстарата научна асоциација 50 години, нема друг, ни академијата на Македонија не може да се пофали со тоа. Така. Како ни одат подготовките? Ние сериозно ја прифативме таа задача и скоро година дена вршиме подготовки. Сметаме дека јубилејната 2010 година ќе бидеме подготвени со монографија за друштвото за 50 годишната работа и постоење, со библиографија на трудовите на членовите и со ред манифестации. Од 1960 година и тоа е најстарата научна асоциација. Во друштвото членувам од почетокот, од основањето од 1960 година. Сум бил во првиот мандат од 1966 до 76, 10 години, 3 мандати сум бил председател и покасно по второ пат ме избраа во 1989 до 2004 до 2005 година. Друштвото е асоциација во која членував и како председател и како член, со тоа што има голем контакт со огромен број научни асоциации во свето и во земјата. Списанието прилози кое се издава од страна на друштвото контактира со 50 институции, научни институции, академии, научни друштва, библиотеки во земјата и со 50 во странство. Така имаме размена со Кинеската академија, со Аргентинската академија, со Руската академија, со Лондонската библиотека и со други асоциации, така да друштвото представува еден научен потенцијал. Негови членови околу моментално беа 160, сега со примање на огромен млад потенцијал научен, дојде бројот до 200, 210, со тоа што најголем број на членовите се магистри или доктори на наука. Она има 7 оделења, тие се оделењата за литература и македонски јазик, за медицина и природни науки, за техника, за уметност, за природни науки и за технолошки науки. Тие оделења сите посебно со своите раководни единици контактира. Контактот е голем и со факултетите во нашиот град, кои што ги има многу, бидејќи има универзитет. Обавезно се печати секоја година по 1, 2 или 3 монографии. Друштвото има добиено доста награди, доста е презентирано, и има и наградата на град Битола, одикувана на времето со орден, со сребрна звезда од страна на председателство на Југославија. Неговите членови се познати по тоа што голем дел од нив се универзитетски професори, настапува со своите трудови. Иначе, друштвото е синоним за организирана научно-истражувачка работа. Порано постоеше и поединци кои што работеа поединачни научни трудови, али организирана научно-истражувачка работа од 1960 година, кога се формира друштвото како такво. Со доктор Димитар Котевски беше вистинско богатство.
Разговорот со него го свативме како книга на која и нема крај на знаењата. Сепак одлучивме да застанеме таму, каде што всушност требаше да почнеме. Една поговорка вели, застани таму, кога мислиш дека само што си почнал да учиш од својот соговорник.